На денешниот празник луѓето го благословуваат грозјето и за прв пат во годината пробуваат грозје. Ова останало како стар адет кој се практикува на Преображение Христово. Овој чин представува и благодарност кон Господа за сите природни дарови на земјава. На Преображение во црквата се дава нафора и грозје. Тоа не е нафора во вистинска смисла на зборот, туку само благодарност кон Господа за плодовите. Благословувањето на грозјето е едно литургиско дејство кое го нагласува приносот на материјата на земните плодови на Господ Бог. Многу повеќе кога овој лозов плод го дава виното, кое Христос го благослови во Кана за да го нагласи преобразувањето во Христа на светот. Освен тоа, благословувањето на грозјето ја нагласува потребата од преобразителен пат на човекот. И воште продавачите на грозје велат дека за овој празник најчесто се купува истото. Го има неколку сорти, а секој купува согласно својот вкус. Па за преображение го зима, да. А колку пари не знам да ви кажам. Сортата е вранец, картушија и прокопац. И има едно што не се прска, романка. Тоа е на две врсти, едно потемно, едно посивно. Тоа е, како го викаме ние, еколошки чисто. По тие празник преображение, а дете да се проба. Инаку во народот постојат повеќе верувања поврзани со денешниот празник. Поради заладувањето на времето се верува дека на овој ден се преобразува природата. Лисјата на дрвата почнуваат да венеат, а и водата станува студена.